Анекта епизода број 13 е тука. Овој пат можам да кажам дека 13 не е баксузен несреќен број. Гостин ни е Денис Јанкуловски или попознат во јавноста, особено од короната, како Денко космонаутко, фиктивен измислен лик кој му го дадоа децата гледајќи го со скафандарот додека им взимаше бриз за корона. Зборуваме за короната, за неговата работа како здравствен работник, но и за неговата лична борба и заложба за децата со атипичен развој. Не заборавајте да стиснете лайк и сабскрајб на нашиот YouTube канал, но и да не заследите на Instagram и Facebook страницата на Анекта. Уживајте во наредниот час. И официјално здраво, Денис, како си? Здраво, одлично, благодарам на поканата и навистина ми е голема чест и задоволство. И да не речам потено се надевав дека ќе добијам покана да гостувам, така да прекрасно се чувствувам. Да, супер, баш ми е мило и ти благодарам за подароците. Па нова година е, се ближи, нели? Да. Подароци се да. Честитката ќе стои тука кај елката, многу интересен дизајн. Кој точно го правеше? Дизајнот на честитката, како и наречи си, не наречи си, мислам дека на 100% од работите кои што ги правиме како здружение со дечиња, нели, за со атипичен развој, се е на Зоран Кардула, на мој драг пријател. Така да јас него само му кажувам сакам честитка и тој прави. Така да тоа е, значи, прекрасно излезе дизајнот и мислам дека го погоди моментот, космонаутот, микрофон, се она што беше некаква асоциација во тоа време. Така да супер излезе честитка. Годинава колку честитки ќе пратиш? Годинава нема, за жал, не успеав некако да се организирам, можда така едноставно требало да биде, меѓутоа, здравје Боже, до година се надевам дека ќе го надминам рекордот на 2021 беше кога успеав 2300 честитки, токму овие, со овој дизајн, 2300 честитки да стигнат, да изредуваат некога, честитките се она што мислам дека многу недостасува во денешно време, а мене ме потсеќа на едно многу убаво време. И затоа некако сакам да преку ова сакав да натерам, да ги натерам луѓето да го вратиме тоа пишување честитки, да добиеш, да отвориш сандаче, како јас, на пример, кога го отворив сандачето еднаш, можда 60 на честитки падна. Сега тоа? Тоа кога беше короната, 2020 или 2021 година. Така да за мене честитката се уште не знам, еден не само убаво подсетување, туку и момент кој што мислам дека треба да го вратиме и да си го одржуваме. Па да, и оние честитки во училишта, под кутиите клупа, под клупа во ранец кришно, така, да. Се си убаво, се што е, поготово се она што асоцира да некому посакаш убав ден, убави празници, убава година, никогаш не е доста, како да кажам, никогаш не одзема толку време ништо. Да седне човек на минута. Ништо апсолутно, дури не мора ни да е купечка честитка, не мора ни да е готова некоја, на ливче само може да се нацрта било што да нацрташ со своја рака, лист А3 или како се викаат сега формати да не утнам, мало ливче напиши среќна нова година, посакај некому и тоа е прекрасно. Јас уште ќе се задржам на подароците. Да. Тука се авантурите на космонаутко. Книгата беше издадена, тоест дневникот на космонаутко. Вака ќе покажам на камера, беше промоцијата на саемот во мај, ако се сеќавам добро, годинава. Годинава беше. Односно годинава, да, не, веројатно со короната веќе се ми е малку, да, оваа година беше промоцијата на 6 мај, памтам, нели, пошто се памти таков датум. На саемот. Околу книгата малку по детално да речам, тоа е издавачката куќа Прозарт Медија, кој што Дејан и Марија, кој што еден ден ми се обратија, се познававме, не се познававме премногу, меѓутоа се познававме и претходно и тие се обратија и кажа ние сакаме да издадеме книга. Едноставно ја издадоа книгата. Книгата е дневник на мои случувања, мои размислувања, мои пријатни и непријатни, нормално, затоа што во текот на короната, ако имаше во книгата само од оние убавите моменти, ќе испаднеше дека короната било нешто убаво, нели?
смешни ситуации, било супер, меѓутоа имаше и многу трагични ситуации кои што ајде во помал број беа ставени, меѓутоа мораше да има затоа што треба да е реално едноставно нели напишано, да може да остане еден вид дневник за некогаш после години, после децении се надевам нели да не се повтори вакво нешто, меѓутоа ете некое детенце, некое внуче, дедото или бабата него ќе го имаш, ќе праша, ќе чита негде, имаше тогаш и тогаш една вештерка ни дојде, како што се смее со дечињата, и тогаш ќе можат приближно, значи не дека ќе се долови на вистина, затоа што овие мои случувања беа на теренот, јас кај што бев, меѓутоа нели имаше и многу пострашни случувања во болниците и сето тоа, така да никој не посакува да се повтори, меѓутоа ете како еден вид документ на едно време не време, како и да за кажем. самите ние и за медицинските лица кои работеле, за луѓето од телевизија, од полиција, од секаде, како во магла ми е сега што све се случуваше. Да, кога ќе си го вратиме филмот наназад, нели секогаш секојдневно сите посекуваме да не се потсетуваме на тоа, меѓутоа може би од една страна е убаво сепак да постоите мало подсетување за како не знам да кажам начело, како насока некоја, за не дај Боже ако се повтори нешто или како што не кажувам ако ни повторат нешто, сепак да имаме некој предсознание, да имаме некој искуство како понатаму да функционираме. Меѓутоа сите беа опфатени, значи сите беа, како што кажат, и новинари, здравствени работници, во продавница, шофери, не знам, едноставно секој човек, секој вработен и секој невработен беше затекнат од едно нешто ново, нешто непознато и нешто навистина страшно, затоа што мислам дека не дека е многу полесно, меѓутоа многу е по-едноставно ако се бориш со видлив непријател. Значи, вака јас себе да речиме, ние не сме непријатели, нели, али сега карикираме, правиме филм, нели? Значи, друго е јас ако те гледам и знам со кого се борам, знам каков е непријателот, претпоставувам, а ти едноставно не го гледаш, а тој коси, буквално косеше. Така да, книгата излезе, задоволни сме од продажбата, нели, сепак не е ова New York Times бестселер, такви работи, па да очекувам кузне колкава продажба, меѓутоа мене и една книга продадена за мене е навистина на успех. Успех е, а мислам дека јас сум задоволен затоа што сепак луѓето увидоа дека книгата, она што е основно што секогаш го кажувам во однос на книгата не е за или против короната, не е за или против вакцините или нешто друго, едноставно само сведоштво на ситуации и размислувања во мои размислувања, не е тоа вака размислуваат сите здравствени работници, него едноставно ова е... Нема таму научни факти во книгата, апсолутно. Туку е баш дневник. Па и не знам дали воопшто 90% од луѓето ги знаеме вистинските работи во однос на короната, меѓутоа и тогаш кажував и за секоја работа кажувам и да не ги знаеме, доволно е само да почитуваме тоа што треба да се направи. Мерките, тие такви биле непопуларни, имаше и грешни работи, имаше нормално, не сме идеални и не можам ни јас не сакам да кажам дека ние од здравствената страна, од другава страна приказнаа бевме супер, ама народот не чини. Значи сите бевме во една не се знаеше. Да, буквално сите бевме во некој различни размислувања, различни идеи, сето тоа, а по мене имаше моменти кога требаше само да се почитува. Да пазиш на себе за да пазиш на другите, едноставно. Преку себе си пазиш на другите. А како стана космонаутко? Космонаутко не ми текнува кој, можеби во првите 3-4 месеци да беше не од короната, значи тоа беше 2020, така беше короната, да. Веќе не измести и во периодот која беше. И како што одев нели сегде кај што бев онака дотеран скафандерски целосен, непрепознатлив, и имаше бриз на едно детенце, мислам дека 5-6 години, 5 до 7 години беше. И сега како звонам јас на вратата, таткото ја отвора вратата, детенцето седна тока е мајка му во скут за да му земам бриз. И како ме виде рече: "Мамо, дојде космонаутот да ни земе брисеви." И мене во тој момент ми беше многу интересно, многу смешно, нели, прво ти доаѓа така космонаутот од една страна, а после вака кога завршив со сето тоа, всушност кога си подразмислив малку подлабоко, увидов дека прво на детето му самото земање
непријатно земање на брисеви, значи далеку од пријатно е тоа. Јас не сакам некој да ми земе мене бриз. На детето му е представено како нешто нормално. Значи не е нешто да биде страф или да бега или да трча или да се плаши или сето тоа, а од друга страна е малку како филмски, односно цртано филмски. И така остана космонаутко, името дури некои ми препорачуваат, пошто веќе почна и официјално по телевизии и насекаде, дури и она наградата кога ја добив европеец на годината, Денис Јанкуловски, космонаутко пишува. Значи викаме се треба и официјално космонаутко да се представам од сега, не мора ни Денис, да. Лични документи. Да. Така да, од после тоа остана така, си остана космонаутко, мене апсолутно ми дојде многу пријатно. Со децата кај да одев, нели доаѓа космонаутот, па некој ќе ми каже, слушај, вика, ќе одиш, ти си од планетата ЗИС, ќе го тепаш тоа чудовиште, ќе го фатиш ова, па ме покажуваа некој чудовиште. Значи влеговме во филм со деца и беше многу интересно. Меѓутоа не само со деца, дури еве ден денес, пошто моментално нели се одвива вакцинацијата за односно против грип кај нас во Центар за јавно здравје, и ќе дојдат некои од постарите кои што ме препознаваат веќе и космонаут кои тие ме викаат. Така да јас сум космонаутка. Од сега па натаму. Мило ми е космонаутко, да. Да. Дури стана и суперхерој. Таа фотографија од суперхеројот се наоѓа на кориците на твојата книга. Како дое до тоа? Ова е еден многу емотивен момент. Значи секогаш кога кажувам во однос на корицата на книгата, навистина и сега така ми доаѓа едно, не можам да го опишам чувството, значи од една страна и радост заради корицата, од друга страна и тага има. Тоа е, ќе ви кажам зашто, затоа што тоа е дело, односно вака се случи. Некој ноември беше, баш мислам 2020 година, првата година, кога во месенџер јас добив порака од Душко Зафировски, јас не го знаев тогаш кој беше, а после дознав дека е графички дизајнер. И тој ми имаше пратено ова слика, негово дело, и тој буквално беше напишано во месенџерот: сакам, вика, да ти подарам нешто од мене за се она што го правиш, еден вид благодарност. И кога ја имаше поставено, кога имаше пост напишано, таму беше буквално така напишано дека ваков лик заслужува стрип да има. И сега, ете, стрипот можда не излезе, односно, ај после можда ќе спомнеме нешто. Меѓутоа, ја искористивме оваа слика, односно кога зборував јас со Марија и Дејан, кога ми рекоа во однос на корицата како да биде, што да биде, јас им кажав дека јас единствено што сакам е таа слика да биде на корицата. Затоа што после неколку месеци од кога ми ја прати негова креатива, за жал почина Душко од корона, значи тоа беше само 2-3 месеци, ние се договараме со идеме зашто не се знаевме. Нели сакав да го запознам кога ќе тргнам скафандер, да го запознам кој е, зашто навистина е огромна чест вакво нешто да ти направи некој. Почина, за жал, меѓутоа ете неговото дело сепак остана на книгата. Она што ме израдува, односно што сакав да направам и што ме израдува после тоа е што откако излезе книгата, многу е лесно денеска преку Facebook, со социјални мрежи, со интернет, да најдеш некого, иако мислиш дека е на Бали или не знам каде, сепак да испаѓа. На Бали ќе го најдеш. најдеш. Да, и на Бали да го најдеш, ама некој пат мислиш дека е таму, испаѓа дека ти е тука, блиску. И успеав да најдам неговата сопруга, Далиборка, да се видам со дечињата, дури ме поканија на роден ден кај едното детенце. Така да ми беше мерак едноставно да имаат и тие примерок од книгата, затоа што и да остане на некој начин спомен. Спомен за нив, затоа што има преголем удел, односно главен да речам удел, навистина значаен удел Душко во приказната, така во издавањето на книгата. Така да тоа е затоа кажувам, се од една страна ми е стварно чест и задоволство и гордост, нели, што ја имам токму неговата слика на корицата, на друга страна ми е криво и жал што не успеав да се запознам со него, меѓутоа преку Далиборка и децата, ете да речам, ајде некоја конекција направивме. Да, покрај запознавањето толку многу луѓе во текот поради твојата професија, тоа е еден неизбежен дел, за жал, кога голем дел од луѓето низ годините што ги запознаш кога си медицинско лице, медицински работник, дека се случуваат такви работи и човек не се навикнува. Никогаш. Не може човек да се навикне. Да, апсолутно, особено по во тек на короната, кога
кога еве имаше уште ситуација и таа би сакал да ја споменам. Мојот другарче, значи од прво одделение заедно што учевме во школа, тој е во Америка живее, неговите тука живеат и еден ден ми се јави, ме побара нели преку месенџер, Вибер, не знам како беше, за брисеви за неговите пошто беа болни за корона. Се организиравме, зедовме бриз и на татко му и на мајка му. Додека ги чекавме резултатите, тие дојде синов, дојде и ќерката, сестра му негова. Додека чекаме резултатите, таткото починува. Кога оди тој во Црна Гора да го закопа таткото, пошто по потекло нели од Црна Гора, додека оди да го закопа таткото, мајкава се влошува ситуацијата, ја носат на инфективна клиника и починува. И сега од една страна занемуваш пред ваква ситуација, особено, значи непознат човек да е, апсолутно непознат, па боли. Мене за секого, навистина ме боли за секого. Ама особено кога се некој кај мајка му буквално се научив ориз да јадам, значи растев таму од влез до влез бевме. И се наеднаш мене ме боли што толку брзо двајца отидоа, а рачуните како им е на децава. Едниот го закупуваш, трчаш, другиот не знаеш што да правиш. Така да во текот на короната страшно имаше многу такви ситуации. Во однос на навикнувањето, значи еве ќе тргнам од оваа ситуација. Влегувам кај нив или влегувам на друго место каде што претходно починале двајца од станот, од домот, па земаш бриз. Таму е траурна ситуација, значи што ти кажувам, боли во секој случај и ти излегуваш, не можеш да си ѓон во таква ситуација, барем јас не можам. Од друга страна, нареден налог е што треба додаме некој детенце кој што го чека космонаутко, ама насмеан го чека. И сега ти мораш да пробаш оваа претходна ситуација да ја ставиш негде некој најдолу recycle bin, затоа што не можеш да избришеш, тоа не се брише, мислам да не се лажеме. И пробуваш да го потиснеш тоа, затоа што детенцево сепак заслужува, не можеш само да отидеш, дојде, ајде, ќе си одам. Тој го чека космонаутко. Чека на космонаутко да му даде крем банана, да му даде цртеж како медицинска сестра, комбе нацртала, разиш, и сега ти само дај да си одам, не е ферски. Така да имаше, во еден ден имав среќа им беа само 2-3 дена кај што имаше цел ден ваков ми беше, значи смешна ситуација, интересна, па наеднаш траурна, па вака, па така. Сето тоа делува, значи влијае на човекот, меѓутоа од друга страна она што беше, што мислам дека ми помогна многу во цела ситуација, што кој ќе си отидев дома, мојот суперхерој, значи жена ми, мојот суперхерој, знаеше што поминувам јас во текот на денот и таа само ќе ме пречекаше со превкусно јадење, многу убаво готви, да ја пофалам, и едноставно молчевме еден извесен период, затоа што знаеше дека ми треба да одмолчам. Не ме прашуваше, затоа што еве јас и сега ми е така, не можеш да не реагираш, не можеш да раскажуваш такви ситуации. Впрочем, тие се работа, тоа е тоа, како што кажа ти претходно. Боли, не можеш да се навикнеш никогаш на нечија загуба и затоа кажувам, во текот на короната имав ја страшно тешки ситуации, меѓутоа и во болниците имаа премногу. Таму уште по бете рачунај. Еден друг само да земеш ти вреќа една, вреќа друга, вреќа трета во една смена, не знаеа колку беше. Дали баш поради се ова што се случи, веруваш дека си направил вистински избор тоа да е твоја професија? Апсолутно. Апсолутно, токму, видиш, ова прашање никој не ми го поставил, а е вистинското прашање, затоа што јас секогаш кажувам дека јас се гордеам што сум сестра. Јас сестра си се смеам, си кажувам медицински техничар. И јас сум сестра. Ама така. Сестра сум, да. Така да, уште кога се запишав медицинско, без разлика што имав идеи да сакав да станам, ако веќе завршев, пошто се запишав и на медицина, нели, ако завршев, сакав да бидам судска медицина да завршам. Меѓутоа, кога веќе без факултет си останав, си се вработил како сестри, јас си ја обожавам работата, обожавам струката апсолутно. Долги години во Центар за јавно здравје јас бев на места каде што не бев класична сестра, значи или бев на статистика, или бев на шалтер негде каде што не се исполнуваш како сестра, значи
И човек како тебе што Да. сака меѓу луѓе. Цело време, да, апсолутно. Како дојде короната? Како ме ставија во скафандер? Во скафандер јас уствари се пронедов во тоа што сакам да го правам, тоа што сакам да го работам, да помагам на луѓе, да сум баш медицински работник, медицинско лице кое што поготово па сега не сакам да звучи тоа дека не е фалбаџески или не се, меѓутоа сметам дека во целиот тој долг период на короната на еден да сум му помогнал да е спасен нечи живот со навремено земање бриз. Тоа беше мојата задача. Значи, навремено да стигнам колку што може. Сега ако навлеземе нели подлабоко, мој термин чекање резултати сето тоа, меѓутоа мојата задача беше да стигнам да земам бриз. Ако јас на еден сум помогнал сето тоа, јас сум пресреќен. А верувам дека токму со короната, која што пак ќе кажам од една страна, која што зборувавме претходно сега, короната која јас набројам што мене ми се случи, јас имам многу убави моменти во короната, меѓутоа вакви моменти ми исполнуваат. Кога некој ќе ти каже, ќе ти се јави, ќе ти пише, непознат, не е битно, непознат ќе ти каже оздравев, излегов од болница, преживеав, кој ќе го добиеш тоа е најголемата награда и тоа е всушност потврдата дека сум го направил истинскиот избор. Тоа е на крајот мислам на денот и најважно. Тоа е најважното, пациентот, односно здравјето на пациентот, кој што сака нека каже, кога ќе јас имам еден многу добар пријател Димитар кој што заврши на инфективна клиника, беше во многу тешка состојба и преживеа. И тој кога ми го кажа, кога таа порака, тоа јавување негово, тоа е тоа вистинското, тоа е зашто уствари го прави за тоа. Стануваш утреден и работиш цел ден, зашто работевте цел ден. Работевме цел ден, си легнува во 9 саат, станува во 3 саат, фаќав изгреј сонце. Така да, меѓутоа, знаеш како, јас кога ми го дадоа скафандерот, кога ми рекоа ќе работиш овај, значи ќе земаш брисеви. Јас не прашам во ниједен момент колку ќе трае, колку брисеви ќе земам во денот, кога ќе се вратам дома, дали саботи ќе работам, дали не. Едноставно мене ми беше јасно дека јас треба да земам брисеви. Се надевавме да биде кратко, нели, како што ни викаа јуни едно време дека е готово. Сите се надевавме. Да, меѓутоа испадна подолго и јас се сетирав едноставно да не мислам на тоа, затоа што ќе почне да се оптеретуваш. Ај до јуни и ќе дојде 30 мај, гледаш дека трае и ти веќе се кршиш во себе од една страна. Паѓаш у духот се, мислам. Па не е јуни до кога ќе биде, како ќе биде, меѓутоа тоа ми беше многу олеснување. Сите оние моменти поврзани, овие децава моменти кои што пеењето беше издуен вентил. Значи пеењето настана во текот на карантините кога беа, нели, карантин најнаш сите дома. Јас не го осетив карантинот затоа што ние најмногу работа и најлесно ни беше во карантинот да возиме на терен. Да водам на терен затоа што немаше возила, полицајците само вака не пуштаа, гледаа дека службено сме излезени и најлесно ни беше за работа тогаш. И сега, нели, карантин најнаш нов момент, никој не седиш дома. Ти може вака да седиш дома 3 дена и да не излезеш, да немаш потреба, ама кога ќе ти рече некој не смееш да излезеш, некако сосема друг начин боли, разбираш? И почнаа, нели, ќе играме шах, ќе играме на утесе човече, не знам, ќе цртаме, што ќе правиме дома, ти во една соба, јас во друга, да не се нервираме. Викам, ајде правите нешто што никој пат не сте се осмелили да го направите, например, јас ќе пеам, мислам во наводници, нели? И викам, неколку дена ќе испеам, така од сабајле ќе почне, јас ќе си го направам денот убав, други некои веројатно можда ќе им помогне сето тоа и мисле, толку 5-6 дена ќе испеам. Испадно 2 години точно да пеам, пак ќе кажам во наводници да пеам. Меѓутоа, тоа беше уствари, тоа беше поентата што и ти веројатно како и сите увидовте дека тоа не беше пеење за пеење едноставно. Да, нема не идол да се пријавуваш. Да, не фаќам јас дурови, молови, цисови, фисови, како си касето, тоа не е ни битно на крај крајава. Едноставно седнувам, нели, микрофонот е ваш, како беше имаше една емисија. Седнувам, пеам, ставам на Facebook. Тоа е, значи какво е, такво е. Јас не го мислам, чекај дали го испеав или не. Едноставно сакав тоа да биде така, мој прилог кон тие некои 5 до 10 минути во денот луѓето како да оттргнат мисли. Имаше една ситуација кога
нели пошто јас многу жарови фатив, нели се ми биваше за народно, за ексју, за забавно, странско. Уште опера ми остана, ама се надевам нема да пробам да пеам. И еден ден викам, Роби Вилијам, ќе го испеам филм, многу лесна песна, супер е сето тоа, јас ја пеам, ми легна што ти кажам, ко забелја да се преслушам. Ја слушам, викам, ова ли го слушаа. Нема врска, викам, какво е, такво е, така да буквално имав многу поддршка, тоа е тоа што разбора луѓето дека за сосема друга намена беше сето тоа пењето, едноставно полудени бевме сите, да, апсолутно. Па направивме со Мери Јордановска пеевме еднаш, пеевме са Вајле многу, тогаш мислам дека Огнен ќе не истепаше рано са Вајле што пееме. После имав 500-та песна која беше, поканив неколку луѓе како ете така мало јубилејче да направиме. Сето постојано царство ја пеевме, па гостував кај Даци Александар, кој ми рекоа за пеење, вика сакаш ли да пееш со нас? Добро, викам, вие ме слушате како пеам, значи дали сте слушнале? Абе нема врска, вика, тоа е тоа, значи апсолутно не беше. Јас се сеќавам, не беше на топ тема исто кај Лупевска, Сегде дека пеев. со Лупевска пеевте. Сегде со Лупев, значи не знам дали единствена топ тема ке што некој запеал веројатно, тогаш бевме со Ленче. Па и самата наградата, новинарка пееше, мислам дека и она запеа. И со Жане пеев, и со Нези, после таа исто ми кажа дека навистина пофал би имала за емисијата. Па пеев и кај како се вика, тунел. Кај Живкица. Кај Живкица, да. Да, пеев и таму, кај што гостува, многу интересно, да. Кај што гостував, ќе ме праша, а можеш ли да пееш? Викам, јас за пеење идам, нешто друго. Немојте. Знаеш, добро, сепак да прашаат, да не тие, не знам, какви незгодни, јас која 2 години пеев, па уште за на телевизија се. Така да, апсолутно, едноставно, мене ми беше вентил са Вајлето, знаеш, малку да го потиснам претходниот ден, да си го почнам новиот ден. И гледам, луѓето си прифатија, си сакаат, си им беше убаво, така да баш ми е пријатно што, открив нов некој талент во себе. И луѓето го памтат тоа. Да. Некако, освен космонаутко, nije таква некоја асоциација покрај другите работи што ти самиот ги правиш, ама има некако Денис пред короната и после Денис космонаутко. Има менување на ликот комплетно. Да, баш така барем имаше. Така во јавноста некоја слика е. Апсолутно, да. Тоа го доживувам, знаеш, и гледам и по гостувања, по луѓе кои ќе ме сретнат на улица, веќе ме препознават годи нормално. Меѓутоа, она што пред да кажам, само сакав да спомнам во однос на космонаути пеење, дури едно детенце ми даде цртеж, како се викаше, ја заборев, не е битно како се викаше, ми даде цртеж кај што имаше на космонаутко со микрофон и со во едната рака микрофон, во другата стапче за бриз. Значи веќе и децата едноставно направија буквално асоциација од тоа. Она што ми е многу пријатно кога пошто мене нели нормално 99% со асоциациите, ако не 100% е со короната, нели? Затоа што тогаш како феникс се издигнав од пепелта, што се вика, се смеам. Меѓутоа, секоја асоциација што е поврзана со короната е гледам пријатна. Не е она, еве го од короната, тие вака правеат. Кузни што така правеат, да. Имаше и такви работи, тоа на терен го доживувавме. Меѓутоа, јасно беше дека ќе го имаме сето тоа, затоа што непознатото, заради сето интернет, лудило и секакви дезинформации и слични, знаеш ти многу повеќе од мене за тоа. Меѓутоа тоа беше на терен, го остававме, така да нека пцуе, нека вика, нека каже што сака, моје е да завршам работа. И пак ќе кажам, мене ми е многу пријатно што со насмевка луѓето ме поврзуваат, со короната, со вакцините. Едноставно не те поврзуваат со она вакви, не знам, проневери или сето тоа што факт е дека ги има тие. Меѓутоа, мојата асоциација е со насмевка, добро е. Сега ќе откриеме што после книгата? Спомна нешто. После книгата, да, има неколку работи кои што најверојатно 2024 година ќе бидат така малку по интересни за мене, веројатно и за другите.
Значи, цртан филм кој што на тема космонаутко, меѓутоа не космонаутко со бресевите и слично, нема да откривам, меѓутоа е многу интересно со други некои пораки ќе биде. Многу интересен ќе биде, тој го прават дечките од Види вака. Идејата е нивна и тоа што како начално, како реализација, односно го имаме и ми го прикажа, мислам дека јас си кажувам марвеловски веројатно ќе личи, меѓутоа да не преюдицираме, да, апсолутно. Здравје Боже, дали оваа година, дали до година, кога и да биде, не се брзам апсолутно. Снимене и многу материјал има и за документарецот, него на идеја на предлог на Дејан Пројковски, на другарчево Дејан Пројковски. Снимаше тој буквално се она што бев јас во короната, значи и брисевите, и теренот, и вакцинацијата во Борис, и што имаш уште во училиштата, скринингот во училиштата, новогодишните честитки, делење, буквално секој момент од короната беше опфатен. Нели, материјал е тоа, јас не се мешам, моја беше да ги има тие моменти. Следното се негови чекори, кога ќе биде се убаво, а знам дека ќе биде убаво и тој го прави темелно, така да и тоа ќе го најавиме. Здравје Боже, сликовница може да излезе една сега, ама тоа нека помине прво да видиме конкурсот, тоа е на Министерство за култура, ако не помине таму, ќе помине на друг начин, така да... Ќе има многу работи следнава година. Ќе има, да, за убави работи се, убави идеи, убави предлози од дечките од Види вака, од Дејан Пројковски, од Прозарт медија, значи сите тие едноставно, ако веруваш, сето тоа е на нивна иницијатива кој што сакаа на некој начин да остане белек, како што е книгата, така да биде и документарниот филм, така да биде и цртаниот филм, да остане нешто траен белек за од една страна за тоа што се случуваше, а од друга страна јас претпоставувам и мислам дека преку јас што го правев, да се види здравствените работници како до негде, како уживаа, да речам, во тој момент. Што немавме каде да ја видиме. Да, така да ќе има интересни работи, ќе ги најавиме. Ќе се договориме, може и специјално една емисија да направиме, најавна емисија. Најавна емисија. Тие што го гледаат ова, може да ти го видат беџот, подкастот оди и на Spotify, така што да им кажам дека носиш беџ на кој пишува Гуши Бац, тоа ми е веќе познато. Денес не е денес без борбата за децата и за луѓето со атипичен развој. Морам да те прашам, затоа што, барем јас имам таков впечаток и од она на терен што имам видено е дека повеќето луѓе кои се борат за овие граѓани, не се малку, не само во Македонија, секаде не се малку, се обично луѓе што во нивното блиско обкружување или во семејството имаат некој што е со атипичен развој, што не е ситуација со тебе. Да. Затоа и морам да те прашам од каде поривот да се бориш за тоа, не дека не треба секој човек да се бори за оне што е до него и на некој реално му треба секаква помош од државата и од општеството, но е многу ретко. Да, може скоро и да го нема. Па тоа и ден денес го доживуваме, од 2018 како поактивно се вклучи во таа моја борба. И ден денес се случува да некој или мене да ме праша, можда не директно мене, знаеш, можда незгодно им е да прашаат, што има дома, дали има аутизам, церебрална парализа, дали в некој вид друг попреченост, и токму тоа е веројатно најнеочекуваното што едноставно јас директно немам, меѓутоа сите имаме некои пријатели, роднини. Мала држава сме. Мала држава сме, апсолутно, значи блиски, роднини, подалечни пријатели, како и да крстиме, сите знаеме и познаваме некој што има лице со попреченост, со атипичен развој. Јас мислам дека, да не речам од самото раѓање, меѓутоа мислам дека од многу мали години посакував да помагам некако, да направам нешто што можам за овие лица, за овие деца, нели, помал како деца, има и возрастни, имаше, меѓутоа, колку што имавме информации и знаев порано. Како растев, доаѓавме во едно обкружување каде што, например, додека учев во 11 октомври, имаше едно момче Аце, кое што беше со Даунов синдром, тогаш не знаев, беше со Даунов синдром и тоа се движеше тука околу школото, секогаш беше насмеан. Тој беше постар, значи јас основно, да речеме, тој може 20 на години да бил тогаш.
можда и помалку. И секогаш со мајка му се движеше, насмејан си беше и јас имав чувство дека едноставно сака само да влезе да игра со нас. Тогаш уште веројатно уште можда и забрането било, не знам како било, не навлегувам во тоа, меѓутоа таа дискриминација, таа стигма и од тогаш уште поголема беше била поточно и потоа има во комши едно момче кое што беше повлечено самостојно, нели сите во тоа време, а повлечено е тоа, не знаевме ние, немаше ни толку можда информации, немавме тогаш за аутизмот како аутизмот од една страна. И од секојаш сакав јас да направам нешто повеќе, да помогнам, како да направам, што да направам, нели, бараш низ годините, како што да испадне, меѓутоа, ете, два моменти кои што се пресудни во целата работа, тоа е запознавањето со главната, значи со учителката, јас како што си ја кажувам Ерато, тоа е незино гушибац е всушност јазикот на Ерато, незин јазик, ќе спомнеме и за тоа. Запознавајќи ја Ерато, запознавајќи ги Зоки, Домника и Теано, таа фамилија Кардула, значи тоа беше буквално искрата во која ми овозможија да, односно, ајде да речам, едноставно Ерато ме внесе во тој свет и можноста јас да дадам малку повеќе од што малку повеќе да се вложам, да дадам свој придонес во целата таа борба, помош, значи не индивидуална борба, меѓутоа помош во нивната борба, во која што е секојдневна, за жал и се уште. Од друга страна, нели, сето тоа е запознавање со аутизмот. Следеше и ЦАКО, следеа и Даунов синдром, веќе од еден двајца, веќе мислам дека јас имам милион другарчиња. Сите буквално кај да се сретнеме, се прегрнуваме, искрено си настапуваме, тоа е најбитно. Меѓутоа, од друга страна, нели, сакаш малку повеќе како да помогнеш, конкретно што да направиш. И тука другарка ми Биби Цетковска, односно од средно што сме од прва година заедно, ме запознаа со Весна Јакововска и се ствара тим. И Тања тука доаѓа во тимот и веќе функционираме од 2018 година како другари. Значи не како здружение, не како некој кој што, не знам како да го опишам, да не сгрешам зборите, меѓутоа ние функционираме како нивни другари. Правиме настани, правиме дружби, правиме се она што можеме инклузивни. Тоа е најбитно. Значи да покажеме дека состојбата е таа, значи и аутизмот, и ретките болести, церебралната парализа, Даунов синдром, значи тие состојби, тие се тие типичности, тие имаат различни пречки, различни проблеми, си ги знаат најубо семејствата, нели ние од страна најсно да кажеме колку ти е тешко, меѓутоа тие си знаат колку им е тешко навистина. Она што ние што го правиме е што сакаме всушност да покажеме дека иако има Ерато аутизам, иако имаат другиве деца Даунов синдром, било која атипичност, иако се слепи, иако се можда глувонеми, не е битно, има нешто што може да направат. Значи, сакаме да покажеме дека тие деца треба да бидат вклучени, да се видат нивните можности. Во ред, ние ќе видиме дека има дете во количка, така? Тоа не може да игра фудбал, во ред, јас се сложам, меѓутоа може да биде тренер, стави го како тренер да биде судија, може да пишува поезија тоа дете, може да свири, например. Нормално. Значи, се може, има можности кои што може да... И јас не можам се да направам, така? Значи, има нешто што можеме да го направиме, нешто што не можеме. И поентата е тие деца да покажеме, да ги вклучиме и да видат луѓето дека сепак можат нешто да направат. Има деца со аутизам дечиња кои што пеат прекрасно, свири на виолина Филип, Лука од Битола пее, Јован, да не го сгрешам името, Јован, мислам дека се вика од Велес, кој што освојува лице со аутизам момче, кој што освојува први награди на рецитаторски надпревари, како да кажам. И тоа е само за аутизмот, кажувам конкретно. Меѓутоа, во секоја попреченост, во секоја атипичност има нешто што може. Ние треба да ја дадеме приликата, да подадеме рака и едноставно да се дружиме, да бидеме заедно. А до каде сме реално како систем, како држава, зашто сега имаш прилика годиниве одблиску да си до тие луѓе? Да, она што откако навлегов малку подиректно
во целата оваа приказна, преку сите оние активности кои што ние ги правиме, преку контакти со други здруженија или институции, преку учество на дебати или некои дружења, такви некои, како да кажам, гледаме дека има некои мали поместувања, меѓутоа работата е што тие, знаеш како, например, по мене, како гледам на тоа. Значи има направено нешто во некое училиште, да речеме во центар. Земаме пример центар. И таму има и пристап за лице со количка, има и сензорна соба, во тоа и тоа одделение имаат лице со аутизам, детенце со аутизам и е многу прифатено и го дружат. Меѓутоа во друго училиште нема, во друг град нема, во ова општина има, во ова општина нема. Значи тоа е се индивидуално по мене, односно затоа што има добра волја таа општина или тој директор или таа наставничка или родителите или и граѓаните биле родителите. поупорни, апсолутно, затоа што лобирале. се уште има родители кои што не дуат на препреки од самите тие други родители. Се уште ги има оние како се вика петиции да пишуваат, да не учи во ова дете, да не Имаше примери. За жал, Има сигурно и уште многу Уште што не ги ги има. знаеме и што не се Точно. објавени. Да. Примерот со Абла, така се Да. викаше девојчето со Даунов синдром, или ова сега што беше ситуацијата со момчево со аутизам во Негорци, ако не грешам, во Негорци, Да. кај што беше. Значи тоа се оние примери кои што само излегне на површина. Има едно прашање кое што ми го постави родител, таткото на момче со аутизам, средношколец. Вика, има многу деца со аутизам. Факт е дека и на светско ниво расте бројот. Тука не навлегувам јас ни во стручен момент, ни ништо, јас не го правам тоа и затоа како здравствен работник и стручно да навлегувам сега за аутизмот. Си има стручни луѓе, си има логопеди, односно си има дефектолози, си има на факултет, сето тоа кои што произлегуваат како кадар. Јас настапувам волонтерски од оваа причина и од оваа страна на приказната. Тој, например, ми вика, се среќаваш веќе низ години, има многу деца, да. Вика, кој ќе пораснат тие деца после 18 години, кај се? Значи, не ги снемува магично лица со аутизам. И за жал, тоа е тоа што она што го кажуваат родителите, кое што и јас и веројатно сите здруженија за конкретно за аутизмот, сите оние кои што сакаме да помогнеме на некој начин, апелираме до институциите да се направи тој регистар на лица со аутизам. Затоа што ако има во Скопје, има во Охрид, има во Берово, има, тоа не значи дека нема во Истибање, например, или некое ново село, или некое друго градче, или во секое населено место, некогаш и во село со 2-3 куќи може да има лице со аутизам. И кога ти ќе имаш конкретна бројка, ќе знаеш и стратегија, ќе направиш и национална програма, платформа, како ли се вика веќе, не е битно тоа, стручно е навлегувам, и знаеш што да направиш. Знаеш дека, например, во Скопје ти треба толку и толку асистенти, ама ти требаат, например, и во Виница, затоа што таму имало 10 деца со аутизам. Има возрастни, има некој што знае да свири. Значи, за жал, или остануваат дома, возрастните, или ако не ги чуваат, ако не можат да ги чуваат, затоа што, нели, реалноста е таква, има семејства кои што не можат да се изборат, не во смисла дека не сакат, меѓутоа не можат, како што и ние со некои работи не може да се избориме, и тие се семејства кои што со нешто, а веројатно е потешко и во таа ситуација, меѓутоа државата е таа која што треба да најде начин како да им помогне. Има една, јас читам, значи на интернет читам како е сето тоа, и јас не сум најпаметен кој ќе кажам, затоа што тоа го има негде и сигурно го знаат. Така наречени групни домови, како што има и сега, знаеш дека има групни домови за деца од Ранка Милановиќ, за деца со село е групен дом, на крај крајава деца што живеат со село, тоа се групни домови. Такви групни домови има и за лица со аутизам. Значи не е тоа на друга планета. Нема топла вода да измислуваме. Така, значи само копирај негде, напиши групен дом аутизам, таму во Англија како е, консултирај се, информирај се, соработувај, предложи, па на крај како треба плати нешто за да ти кажат сега. Боже мој, може би секоја информација кошта, јас не знам, не навлегувам во тоа. Меѓутоа може да се направи. А не да биде само декларативно, да, јас ги сакам и ги почитувам лицата со
атипичен развој, ќе ги ставиме во програмата на прва страна, нели, затоа што тие секогаш се со нас, ќе се сликаме со нив и толку. Еднаш два пати во годината И настани толку е. на светски Да, денови. и на 3 декември, затоа што тој ден, меѓународен ден, да, еве, ние сме за тој ден, супер, ги сакаме, ги почитуваме. Тие треба буквално 365 дена да бидат посветени на подобрување. Значи, што увидов од кога се вклучив? Или зошто од една страна, знаеш како, зошто можда на родителите им е, на семејството им е чудно што некој што нема директно дома ништо се вклучил. Можеби затоа што како семејства, како родители, тие се толку разочарани и веќе не се без волја за борба, ма на вистина, гледајќи, едноставно им е смачено. Ти да се бориш година, 2, 3, ајде деја, ама тие цел живот се борат. Веќе некои се Од возрастни. самата диагностика, па понатаму градинка, Те не можат, училиште. прво не можат до диагностикава да дојдат, Не, па затоа што понатаму. нели, да, апсолутно. Тие се борат. Значи, кога тие семејства би биле им би било овозможно, не знам како да го дефинирам, ќе ме разиш, им би било оставено да се борат само со атипичноста, ама да не се борат со комшиите, околината, училиштето, пријателите, роднините, државата, општеството, институциите, не дека многу полесно ќе се борат, ама поедноставно е на нешто да се концентрираш, така? А ти кога треба да се расплиниш на 200 места, па нема Тоа шанси. не се издржува нормално. Не се издржува. Така да затоа се тие многу разочарани и секогаш не знаат дека на исто се сведува, ќе не викнат, ќе се сликаме, ќе ни подадат пакетчиња и толку. И сите сме за, ама после кај се ги нема. Така да апелот секогаш постои. Јас затоа гледам колку може малку повеќе овие дружби ние настани што ги правиме ни се со цел да бидат децата да бидат, значи настаните ни се инклузивни, тоа значи деца со и деца без Па да, треба попречености. и тоа да разберат родителите на Да. останатите деца дека тоа не е го напишавме инклузивен настаните, а сега треба само другиве деца да дојдат. Не, значи ние не правиме настани за деца со аутизам или за деца со... Кој е настан за сите значи, деца? настан за деца. И Значи толку. буквално за деца, затоа што и тоа е дете и тоа е дете. И затоа кога кажуваме правиме настан за деца. Тоа значи секој дете покането и секој да дојде. Не радува што од настан во настан, од дружба во дружба се зголемува бројот на прво родители и семејства со атипичност кои што гледаат дека ние искрено го правиме сето тоа, нема лага, нема задна намера, нема искористување некакво, едноставно доаѓаат да уживаат. Тоа не радува, родителите се насмејани, не радува што многу е поголем бројот на родители кои што немаат никаква состојба, попреченост, болест дома или во блиска околина, најблиска околина. Меѓутоа доаѓаат да ги запознаат децата, нивните деца да ги запознаат со другиве деца. А што се случува на терен? Децата доаѓаат и не им треба нешто посебно. Знаеш, ова дете ако е во количка, ама тој доаѓа, се поздравува, се гушкаат. Децава си се деца. Не, потоа влијанијата се од... Да, значи него може да му е чудно зошто тоа може да трча и да игра фудбал, ама еве некое дете Денис ќе го крстам, не може да трча. Меѓутоа тука е родителот, тука е да му објасни зошто не може, меѓутоа тие ќе си бидат заедно, ќе си играат заедно. И тоа е тоа што ние преку тие настани, преку нашите организации и се она што правиме, сакаме да тие деца да бидат видени, чуени, затоа што тие се тука, тие се лица со име и презиме. Значи како ја што сум космонаут поново, како што јас сум Денис Јанкуловски, така се и тие име и презиме имаат желби и посекувања како ја што сакам пица, така и тоа дете сака пица, како ја што сакам друго нешто или неќам и тоа сака и неќе нешто, значи ние всушност сме исти, само што ете, тоа дете има аутизам, тоа возрастно лице е со одалце, како се вика на помошно, значи ама тоа е разликата во ред. Ама ние си ги почитуваме и си ги преваќаме различностите. Како што дома, јас имам два сина, различни се, не си исти, ама функционираме. Така да сум го прифатил и едниот, сум го прифатил другиот дека е таков, и тоа е тоа. Така да многу е лесно кога
Значи кога ќе гледаш со срцето, а не со очите. Па не, најважно е затоа што луѓе чисто пати за тоа прават грешка да прифатиме и да сватиме дека ние меѓусебно, сега не збориме конкретно атипичен развој, типичен развој, дека сите сме различни. Впрочем и борбата, нели, за рамноправност на жените, дека ние сите сме различни, ама тоа што сме различни не треба да значи дека нема да добиеме исти работи. Апсолутно за се е така, И значи дека треба државата на сите какви да сме да ни пружи еднакви можности. Апсолутно, значи тоа е тоа, затоа ние кога кажуваме почитување... Зашто често пати се кажува дека сме исти. Значи не можеме и јас и лице кое да речеме глувонемо, ние не сме исти, ние сме различни, ама поради таа различност треба да имаме исти работи. Треба да имаме пристап до училиште, до социјален живот, до лекар. Апсолутно. Зашто често пати тоа се кажа исти сме, не сме исти, ама дај зашто сме различни, да не третира државата и општеството исто. Апсолутно. И според таа различност државата тебе ќе ти овозможи тоа и тоа да работиш, а на глувонемото лице ќе му овозможи тоа и тоа да работи. Значи, ама да му даде можности едноставно да се почувствува дека е рамноправен во однос на правата, што кажуваш, за образование, правата за работа, правата за едноставно човековите права кои што ги има, како што и една грешка која што јас мислам дека многу се прави, да им дадеме човекови права, не можеш да нема да дадеш. Нешто што ти следува од раѓање. Ти следува ниту сум јас, ниту не треба да сум некој кој што зема или дава некому право. Што тогаш на некој ќе му ги земеме? Ма не може, тоа исто како сега ти да ми речеш ја ќе ти го земам човеково право или ќе ти дам тебе човекови право, ќе ти дадам. Чи не може, исти сме, нас ни следуваат тие човекови права. Женевска конвенција, како се вика сето тоа? Имаме куп конвенции, ние и ратификувано и подпишано. Ама во фиока. Во фиока. За жал многу работи остануваат во фиока, така? И сега тоа е тоа, едноставно државата да биде иста во однос на тие работи, да биде иста кон сите, да ги третира рамноправно во однос на човекови права и сите оние работи кои што ги набројавме, да бидат прифатени, почитувани и вклучени, зависно од можностите. Така? Значи тоа е тоа. Секој има право, различностите исти сме затоа што сме луѓе, меѓутоа различни сме по многу работи, по многу основи сме различни. И тоа апсолутно, како што кажуваш, не значи дека треба да бидат едните потиснувани или подчинети или надмени другите, затоа што ние сме ова, ние сме мажи, ние сме, не знам, јас сум без попреченост или ова она, или тој не може ова, тој не може она. Така да се надевам дека мислам на крајот на криштата ние тие луѓе не ги гледаме на улица. Да. Не се малку. Апсолутно, голема е бројката. Таа некоја ненамерна често пати дискриминација е токму тоа затоа што ние тие луѓе не ги познаваме. Ние не се познаваме. Да. Што било каде во странство човек да отиде кога има прилика да одам на студентска размена во Америка, јас бев зачудена како да речеме луѓе што се во инвалидска количка се во диско. Не треба да ме чуди тоа. Ама мене ми беше чудно. Точно да, затоа што едноставно тука можда не си го доживела, не си го видела сето тоа. Знаеш како? Оваа зграда тука нема лифт. Како ќе дојде некое лице што никако. Сега ќе ти кажам пример. Гледај сега пример. Јас тоа си го кажувам, мој успех на вистина ми е гордост тоа. Значи, ние правиме настани на школка. Така? Да. И школка е супер, сето тоа, ни доаѓаат дечиња ќе се качат горе, пеат, гостуваат, ни доаѓаат и лица во количка. Сега, лица во количка ги ставаме долу, ги стававме, ќе ти кажам зашто. Значи ги ставаме долу затоа што нема како да ја качиш горе на сцена. И супер е. И ќе ни испеат, и ќе ни изиграат. Меѓутоа испаѓа дека ние што се бориме против дискриминација, ние ја правиме дискриминацијата. И добро, викам, кажете ми пристапна рампа. Кај да се обратам за пристапна рампа за догоре, меѓутоа не пристапна рампа. Што е грешката, сега ќе ти кажам. Значи, кажете ми прво каде се обратам, град Скопје, улици, патишта, окей, не е битно, ама да се обратам. Значи, ќе ти најдеме, ќе направиме, кога ти е настанот, тога ќе направиме. Не кога ти е настанот, не ми треба за Денис, не ми треба за настанот. Мене ми треба пристапна рампа и да стои тука. Значи не е, помина настанот, направија овие, играме заедно, дај сега да си ја тргнеме. Како за изборине? Тоа е тоа. Значи едни ми кажуваат има во град Скопје, има, ама не знаат кај име. Не навлегувам, значи јас само ти кажувам како функционира сето тоа, разбираш. Може да има таму, може да видиш, слушај, ај кај оние да пробаш, ај кај оние.
улици и патишта. Случајно една пријателка која што е со знаковен јазик, ете, која треба да се поврзат работите, вика, јас сум во улици и патишта, што сакаш да направиш? Викам, сакам да има пристапна рампа, ама не монтажна, да се стави и да имаат сите кои што ќе дојдат на школка во количка да може да се качи на сцена да биде. Ја ставија, направија. Значи не треба многу, тоа го има, значи негде. Ама вика, никој не ни се обратил до сега. Зашто да не се обрати? Зашто да треба и да се Па обрати така. кога Значи, паркот е на сите јавни Паркот е на површини. сите улици и патишта, ама улици и патишта институција која што, да не сгрешам сега, да не влегувам во тоа, треба да добие налог, нели така оди. Налог од град Скопје, да им пишува налог, ставете рампа, така, пристапна рампа. И тие чекаат, не можат сами да отидат, после нели ќе им извадат. Кој сте вие да местите, што има вие да местите, ама може се решава. Така да има начини, треба волја да има само. Значи треба државата да има волја да ги решава работите, а не да бидат само за сликање и нели на првиот лист во изборната програма да биде се ова ќе направиме така и таму останува затоа што првиот лист се фрла. А гледаш поради тебе луѓево, да речеме околу тебе, дека им се менува свеста за овие прашања, поради тоа што се дружат со тебе дома, на твоите домашни, да речеме, сопругата, децата. Па да, и значи тоа е прво апсолутно огромна поддршка во се. Дали короната што беше, дали се тоа, имам огромна поддршка. Не е само поддршката, него убавината во сето тоа е што едноставно и тие размислуваат како јас што размислувам, нели? Различни сме, секако дека ќе почитувам ако има различно размислување, меѓутоа во однос на ова апсолутно исто размислуваме, доаѓаат, помагаат секогаш кога може. Со тоа што првиот настан кога го направивме, се сеќавам за 2 април, денот на аутизмот, во паркот на Франкофонија. Бевме 10-15 души. Во ред, не ни очекуваш, ни те знаат, ни те познаваат луѓе, од кај знам зошто ќе биде сето тоа. Јас се сложувам и не навлегувам во тоа. До последниот настан, кога во однос на знам, затоа што беше како имавме можност да имаме точна бројка, да видиме на деца кои што од прилика поминале, точна бројка од прилика. Значи, да не навлегувам зошто и како, ние увидовме дека 800 до 900 деца беа во паркот на школка тој ден во период од 11 до 2 саат. Си игра, се дружеа меѓу себе. Значи, сакам да ти кажам дека свеста се развива и мене навистина ми годи и стварно ми е пријатно чувството кој ќе знаеш, некако некој пат не сакам да зборувам, испадне само фалбажиски, а најмногу сакам од тоа, меѓутоа навистина ми убаво кој ќе ми кажат стварно браво што правиш, излегуваат заради тебе, доаѓаат заради тебе, прифаќаат, значи стварно ми се допаѓа сето тоа што се шири едноставно, размислувањето што луѓе излегуваат, луѓе во смисла овие родители што ги напоменав и децата што немаат никаква попреченост, или оние кои што излегуваат од школката, а доаѓаат на школка. Малку тоа ми е интересен момент. Знаеш како мора да ги разбереме тие родители, мора тие семејства да ги разбереме зашто се изгорени од општеството. Ќе појдат негде, ќе ги изиграат, дојдете, нема проблем, ова ќе направиме за вас, ќе испадне дека биле искористени само за некој проект, за да се земат пари, па овие нема да доживеат ништо, и веќе дуваат и на маштеница, како се вика. Меѓутоа, со доаѓањето кај нас, со зголемувањето на бројот, со нашата искреност во настапите, многу е битна искреноста, зашто еднаш ако ги излажеш овие дечиња, значи овие, ако излажеш било кој деца, ако излажеш особено децата, ги излажеш ли? Ти немаш шанси да ја вратиш до вербата, кој што сакаш да направиш. Така да се шири кругот, ми се допаѓа сето тоа. Сметам дека од една страна, знаеш како, кога зборуваме со некои луѓе кои што се во институции сето тоа, кои што ја почитуваат работата што ја правам, и гледам дека по муабетите на вистина веќе сме некој фактор, ќе речам фактор по тоа каде не канат, каде не повикуваат, каде сакаат ние како здружение да стапиме. Меѓутоа пак се чувствуваш немоćен затоа што главните работи, главно она што треба да се случи конкретно во овие семејства, се уште ги доживуваат. Во школа доживуваат,
и комплицирано и тоа е. Сега тема малку навлегувам од Не, тема ќе од тема. биде, мислам, сепак не дека треба да измислиме ние топла Да, вода, светот е многу далеку отиден, ама да прифатиме дека општеството ни е такво какво што ни е, да прифатиме, и дека кај нас за жал потешка ќе биде борбата и подолга. Потешка борба, подолга борба, знаеш, многу страна е таа борба. Од една страна ќе речеме, еве, јас како што кажувам неколку пати што наведов, во школа доживуваат и уште дискриминација сето тоа, меѓутоа од друга страна, еве, сопругава му е во образование, има многу во образование кои што тие не дека не сакаат да работат со деца, Ама со не атипичен, знаат. не се обучени, нормално. Тоа не можеш ти наеднаш, јас ајде дај детенце со аутизам ќе имам, ќе ми дадат во оделение, значи сака да помогне, ама не знае како да помогне. Значи обуки на наставен кадар, работилници да се Кој на прават, самиот запознавање факултет на додека се. не се станат се. и наставен кадар да Апсолутно, има. И апсолутно. медицинските лица треба да знаат како да работат Да. со лица што се со попреченост. Апсолутно, значи сегде На тоа треба да матичен биде. лекар кога ќе отидат, почињеме од Од најдолното сега, нели во на секаде, примарното затоа што, здравство. Да, апсолутно треба да има дури некој пат јас кога разговарам со пријатели, со познати, со непознати, некој пат кога ќе се најдеме на иста маса или на округли сто што би рекле, кој ќе се најдеме. Значи некој пат можеби не треба да чекаме ние се од државата. Еве државата не ми прави обука мене, ама дајте седнам, ќе ја напишам на Google, ќе видам што е аутизам, значи може нема јас да научам, не ми треба мене јас да научам детално се за Да не постои стручноста тој за сето страф од тоа. непознато. Да не е страф од непознатото, да знам од прилика како и како да реагирам. Најубаво се дознава комуникација со родителите. Тие знаат како најубаво се реагира или нивното дете реагира или што треба ние да направиме. Да нема страф дека нешто од тоа е заразно. Знаеш, деме како ние Има и уште такво. Има, тоа е тоа за жал. Да не кога ќе видат некои родители кои ќе видат дете на улица во количка, да не го тргаат друго нивното дете за рака да го земат на другата страна на улицата, да не префати, така ќе кажам, да не му затвораат очи, да не му прават дека е се розово, едноставно дека е сето тоа нормално. Значи не е убаво, не е пријатно тоа што му се случило на тоа дете, на тој возрасен човек, на тој дедо во Но количка. е тоа што е. Тоа е едноставно, запознај го дека заради тоа е повреда, болест, било што може да биде да се случи. И она што треба да разберат родителите, сите луѓе уствари треба да разбереме, значи потргам од себе и едноставно сметам дека е така многу полесно, не знам како да кажам, не е многу полесно ќе прифатиш, него мислам дека со тој став треба да биде. Може секому да се деси. Никој не е опериран од нешто. Така да не треба да ова кај мене нема шанси, аутизам? Не, Даунов синдром нема шанси кај мене. Еден ден ако се случи и после, значи треба едноставно да се прифати дека таа е реалната ситуација. Има и многу повеќе има. Причините си има кои за тоа да каже сето тоа. Наше е да го прифатиме тоа лице, да го почитуваме, да се дружиме, да дознаеме. Дознавањето е преку интернет се и се што има на интернет, преку разговори со луѓе, преку излегување, преку дружби, преку споделување информации, едноставно што викаш ти, едноставно да не како да кажам, во некој круг да останеме дека дека го има тоа. Просто ќе кажам, значи тие се тука и треба едноставно да ги прифатиме тие лица, затоа што треба заедно да живееме. Да, треба заедно, тоа е. Заедно. Значи треба да си помагаме. Тоа не види, јас ако немам никаква попреченост, тоа не значи дека некое лице со попреченост не може да ми помогне во некоја ситуација. Не мора да е физичка помош. Да, често пати сакаат луѓето и да ги портретираат дека тоа се луѓе што се немоќни, што не можат, што им треба помош по секоја цена. Апсолутно. Зошто? Како, например, не знам што беше последно, сега не ми текнува, бев на еден турнир во шах, случајно ме викна, двајца мои другари, Александар и Даниел, екстра се супер, ете двајцата се со попреченост, шахисти, и како играат шах, например, вика. Зошто како играат шах, значи како што играш ти шах, да, како на крају крајава таму имаше и лице, имаше слепи кои што играат шах.
Ама има специјална табла, има Нормално специјално има нешто како се. за се што има. Значи има можност, има начини. Среќа сега медицината и технологијата е толку апсолутно, напредната што апсолутно, постои се. да. Така да не треба да се плашиме, него треба да дознаваме како да се поставиме, како може да помогнеме всушност. Значи ние без разлика што можам како сакам да речеме конкретно со ерато, нели? Не е проблем. Јас ајде можам ова, чекај полека. Мајка и татко и знаат што Најдобро, може, што не нормално. може. И јас ако сакам навистина да им помогнам, ќе ги слушам нивните барања. Па и некојаш од таа са желба за помош може на некој да му Може одмогнеме. одмогнување да биде дефинитивно. А како што јас ги слушам нив за како да се однесувам со ерато, така државата треба да ги слуша токму родителите, што им треба на родителите, што треба да се направи. Тие најдобро знаат. Па тие најдобро знаат, за се така. Тие најдобро ќе кажат тоа и тоа ни треба. Ни треба дневен центар, ни треба ова, ни треба она. Ама нив да ги слушаат, а не чекај да ми текне мене што да направам за нив. Не мора да ти текне, има некој што знае веќе. Да. Така. Пред да се одјавиме, морам да те прашам за ледена на краш, затоа што и ова некако ти е од заштитен знак. Тоа ми е бренд, се смејам со Морам жена ми, да те некој пат прашам. викам, срце ме боли кога давам ледени коцки, ама не, шала на страна. Значи, јас мислам дека, не знам, уствари, секогаш кога ќе ми текне нешто на благо, тоа ми се ледени коцки. Така да, некој за некој бајадерата е прво, меѓутоа мене ледени ми се омилено. Можам да ги јадам, иако не треба благо, нели, премногу благо да се јаде, меѓутоа, супер ми е и многу сакам кога одам на гостувања негде или било каде, особено кај драги луѓе, како што си ти, викам зашто да не дадам ледени коцки, затоа што знаеш како тоа е како дел од себе си едноставно да давам, затоа што навистина ценам тоа што го правиш, ценам тоа што го работиш, одамна те знам. И навистина ми е кејф гостувањето, што можам да ти дадам еве и во емисија Да. ледени коцки. Ти благодарам многу, ќе се видиме за промоција, се надевам. Да, И обавезно. тука на масава и секако на самата промоција. Ти благодарам навистина прекрасно, можда малку повеќе зборував јас. Меѓутоа има некогаш места каде што ми оди така многу поедноставно, полесно да си кажам, што секако многу влијае нели соговорникот, односно водителот, што е така. Ти благодарам и ќе се видиме обавезно. Тоа ви благодарам, чао.